Почитувани, тема на денешна пресконференција ќе биде буџетот на Република Македонија, доставен од страна на владата на Република Македонија до македонскиот парламент. Од она првична анализа што ја направивме, ние ќе се задржиме на проекциите за приходите, расходите, буџетскиот дефицит и основните ставки кои што се предвидуваат. Именно уште веднаш на почетокот сакам да истакнам дека проекциите за буџетот 2002 година се направени погрешно. За тековната 2021 година, која е поидобна основа за проекциите, Министерството за финансии предвидува раст од 4,1%. Но високофреквентните показатели за третиот квартал од оваа тековната година упатуваат дека растот во втората половина од 2021 година најверојатно ќе биде низок или можеби негативен. Во септември 2021 година растот на индустријското производство изнесува минус 8%, додека градежништвото во јули и август забележува двоцифрен пад. Автомобилската индустрија во Република Македонија се соочува со сериозни проблеми во синџирите на снабдување. Сето ова опатува дека растот во 2021 година најверојатно ќе биде значително понизок од предвидениот. За 2022 година Министерството за финансии очекува раст на бруто домашниот производ од високи 4,6%. Малку е веројатно дека оваа проекција ќе се оствари. Во изминатите 5 години од практикување на власта од страна на СДСМ и ДУИ, растот на бруто домашниот производ никогаш не надминал 4%. При тоа е нејасно како ќе се оствари овој раст во услови на големи проблеми во светот со синџирите на снабдување, можната енергетска криза, како и се уште присутната здравствена криза. Инфлацијата представува дополнителен проблем, а во проекциите на Министерството за финансии, овие проблеми на волшебен начин исчезнуваат во втората половина од 2022 година. Ваквите нереални проекции придонесуваат за нереално проектирање на приходната страна на буџетот. Имено Министерството за финансии предвидува раст на даночните приходи од над 10% во 2022 година. При тоа е особено висок. Раст од 14% се предвидува кај данокот на додадена вредност. Истовремено Министерството за финансии предвидува раст на приватната потрошувачка од 3,5% и исто толкав раст на вработеноста. Повисоката цена на нафтата на светските берзи веројатно ќе придонесе за повисоки приливи по основ на данок на додадена вредност од увоз, но сепак раст од 14% на данокот на додадена вредност е невозможен. Овде се постава прашањето зошто проекциите за буџетските даночни приходи по основ на данок на добивка и данок на личен доход за 2022 година се поставени на толку ниско ниво, со пораст од само 2,59% и 1,25% респективно, а имајќи ги предвид проекциите на владата дека бруто домашниот производ ќе порасне за 4,1% во 2021 година. Би било логично и финансиските резултати на компаниите, односно нивните добивки, да бидат поголеми од 2019 година, со што и приходите во буџетот по основ на данок на добивка за 2022 година би биле значително повисоки. Дали со вака ниско проектираните приходи во буџетот од директните даноци, а тоа се данокот на личен доход и данокот од добивка, владата има за цел да ја покрие својата неспособност во менаџирањето на управата за јавни приходи и нивната неефикасност во справувањето со сивата економија и реално ниската наплата на даноци. Исто така се прашуваме, како една социјалдемократска влада во заминување сериозно отстапува од своите суштински определби во структурата на даночните приходи, примат да имаат директните даноци, тие на доход и добивка, над индиректните даноци на потрошувачка. Нереално проектираните приходи даваат искривена слика и проблеми во менеџирањето со јавните финансии. Почитувани, на расходната страна, порастот на платите е арбитрарен и се однесува само на одредени институции. Се постава прашањето по кои критериуми Министерството за финансии утврдило кои вработени и во кои институции колкав процент на зголемување на платите ќе добијат. Тоа навистина не е фер кон голем број вработени во државната управа и во јавниот сектор во целина. Кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт, платите во овие дејности ќе растат со еднаков процент секоја година. На тој начин полицијата и војската нема да бидат дискриминирани како што е тоа случај сега во проекциите за буџетот за 2022 година. Сомнително растат буџетите на институциите задолжени за јавна безбедност. Имено буџетот на ОТА, Оперативно-техничката агенција, се зголемува за цели 60%,
а за 20% се зголемува и буџетот на Агенцијата за разузнавање. Субвенциите за приватниот сектор се намалуваат, како резултат на намалување на потребата за субвенционирање на предпријатијата погодени со мерките од кризата со COVID-19. Ново износ би требало да се рефлектира кај буџетскиот дефицит, истиот да се врати на предпандемиските нивоа. Капиталните расходи се планираат на неверојатни 37 милиарди денари. Но практиката од минатото покажа дека владата предводена од СДСМ нема капацитет за реализација на капитални инвестиции. Највисок износ на капитални инвестиции досега владата на СДСМ реализирала во 2017 година и тоа во износ од околу 19 милиарди денари. Денес министерот за финансии не убедува дека оваа иста влада ќе реализира 37 милиарди денари капитални расходи. Ова е навистина неверојатно. Во буџетот за 2022 година не се предвидени никакви средства за помош на ЕЛЕМ и МЕПСО. Овие енергетски компании се во длабока криза и доколку не им се помогне, Република Македонија ќе остане без електрична енергија. Неодговорното менаџирање во секторот енергетика во изминатиот период врши и во иднина ќе врши сериозни притисоци врз државниот буџет, а сметката за последиците од ова ја плаќаат граѓаните. Почитувани Министерство за финансии во буџетот за 2022 година предлага буџетски дефицит од неверојатни 33 милиарди денари. Да ја потсетам, во нормалната предкризна 2019 година владата на СДСМ реализираше буџетски дефицит од 13 милиарди денари, додека владите предводени од ВМРО ДПМН реализирале највисок дефицит од 22 милиарди денари во 2014 година, која беше година обележена со последиците од европската должничка криза. И наместо Министерството за финансии да предложи фискална консолидација и постепено враќање на буџетскиот дефицит на предпандемиските нивоа, во буџетот за 2022 година предлагаат огромен буџетски дефицит со неверојатно образложение дека наводно капиталните расходи ќе бидат повисоки од буџетскиот дефицит. Иако звучи примамливо за јавноста, ова не представува никаква новина. Имено капиталните расходи во минатото се скоро секогаш или го надминуваат износот на буџетскиот дефицит, некогаш и двојно, освен 2013-2014 година, кои се години на европската должничка криза, и 2020 година, година на пандемиската рецесија. Со ваквиот буџетски дефицит ќе продолжи растот на јавниот долг, кој во моментов е над критичното ниво од близу 60% од бруто домашниот производ. Благодарам на вниманието.